Добро вечер, почитувани гледачи од студиото на телевизија Кобра. Вечерва гостин во емисијата Отворено за е заменик генералниот директор на рудникот Бучим. Боров дол е новото рудно тело на рудникот Бучим и токму затоа ќе поразговараме вечерва со господинот Николајчо Николов. Господине Николов, добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Кобра. Добра вечер и добро ве нашол. Така, јас накратко најавив, значи вечерва ќе зборуваме за новото рудно тело на рудникот Бучим Боровдол, но на почетокот еве да спомнеме прво како рудникот Бучим ја заврши изминатата година и првото тримесечие од оваа година. Да, 2017 година рудникот Бучим на наше задоволство и задоволство на нашиот собственик ја заврши, можеме да кажеме, многу успешно и од аспект на остварено производство и од аспект на финансиските резултати, така да се створија предуслови за да може Бучим да се развива понатаму. Јас би нагласил и во оваа прилика дека рудните резерви во Бучим се пред крај и ние имаме рудни резерви за работа вклучително и 2019 година и нешто на почетокот на 2020 година и тука ако не се оди на понатамошен развој би престанала работата на рудникот Бучим, што секако би било жалосно. Ние, за да не би дошло до тоа, инаку прашавте и првото тромесечие од оваа година, ние ќе го завршиме успешно и од аспект на остварените резултати и финансиски, иако можам да кажам, нас ни остана доработка на рудното тело Бунарџик. Тоа е сосема мало рудно тело, кај што експлоатацијата е специфична и тешка, а ние треба да извадиме годинава 2018 година околу 4,5 милиона тона руда, што за еден таков мал коп е прилично отежнато, иако се додае дека ние се уште работиме со стара механизација, тешко го остваруваме производството, но благодарејќи на залагањето на сите рудари во Бучим, првото тромесечие ќе го завршиме успешно, очекувам и 2018 година да ја завршиме со успех. Така, значи ли тоа дека Боровдол е новата надеж на радовишките рудари и на рудникот Бучим? Апсолутно, така и треба да се свати дека Бучим, односно Боровдол, ќе представува континуитет на работа на рудникот Бучим. Направена е целата концепција, ние уште деталните геолошки истражувања се почнати и завршени од 2011 до 2014 година, утврдени се рудни резерви во тој рудник. Таму има рудни резерви, утврдени рудни резерви за експлоатација околу 40 милиона тона, што е доволно за работа на рудникот Бучим со овој капацитет за десетина години. Се разбира, после тоа може да се укажат дополнителни можности за доистражување на рудникот Боровдол, така да јас лично очекувам дека Бучим заедно со Боровдол уште долго ќе биде присатен како производител, како рудник кој се врши со експлоатација на бакарната руда и во која покрај бакарот има и злато. Боровдол се наоѓа поголемиот дел на подрачјето на општина Кончено, зафаќа проценти и од Штип и Радовиш. Колку тоа во проценти, што тоа ќе значи за буџетите на овие општини? Да, мораме да појасниме, Боровдол се наоѓа на растојание од 8 километара од рудникот Бучим, но тоа е во реонот на рудникот Дамјан, зад реонот на рудникот Дамјан. Ова го нагласувам дека целиот овој регион е рударски регион. Сите знаеме дека многу одамна се експлоатираше железна руда во рудникот Дамјан. Таа експлоатацијата е завршена. Боровдол се наоѓа зад рудникот Дамјан и истражувањата, ова сакам да го нагласам посебно, истражувањата во рудникот Боровдол се вршени уште 60-тите години, односно во исто време кога се вршени истражувања, геолошки истражувања во овој регион и од кои геолошки истражувања следува отварањето на рудникот Бучим во 79 година. Тогаш има податоци за содржина на руда, но еве досега нема
потреба секојаш има, но немало можност да се отвори тој рудник и на нас ни паѓа сега и сега се наоѓаме во завршната фаза, практично таму имаме изработено и се готвиме за добивање на дозволата за експлоатација, која е клучна за да може да почне да се одвиваат рударските работи. За дозволата за експлоатација се потребни многу документи, помеѓу кои најважни се главниот рударски проект кој е изработен и е доставен до Министерството за економија на ревизија. Изработена е студијата за влијание на тој рудник врз животната средина. Тоа е исто така обемен материјал, тој е завршен, објавена е студијата на веб страните на општините Радовиш, Конче и Штип и имаат граѓаните можност да се запознаат со содржината, да видат што содржи тој документ, а се со цел ние би сакале сосема транспарентно да работиме во отварањето на овој рудник. Така, овие денови ќе има и јавна расправа во трите општини. Еве, токму кои документи ќе бидат на јавна расправа во трите општини? Да, вие прашавте прво да кажам, значи рудникот Боров дол се наоѓа 2/3 од концесискиот простор на рудникот се наоѓа на територија на општина Конче, 1/3 на територија на општина Штип и само 4% на територија на општина Радовиш. Но, бидејќи трите општини, рудата која се наоѓа на територијата на трите општини ќе се преработува во рудникот Бучим, ќе треба во наредниот период да се прилагоди и законот за минерални сировини во смисла на тоа како ќе се врши распределбата на концесискиот надомес за експлоатација на минералната сировина. Тоа ќе следува, но кога ќе има нешто да се дели, мислам дека лесно ќе се подели. Така. Боров дол значи ќе работи како ново рудно тело, но целата руда ќе се преработува во рудникот Бучи. Тоа ќе се пренесува по лента, предпоставувам. Како сето тоа ќе изгледа тој процес? Ние вршевме физибилити студии што е и како е можно да работи рудникот Боров дол. Количината на бакар во рудникот Боров дол на бакарна руда е релативно мала и нема можност за отварање на некој нов рударски комплекс. Значи, Боров дол само ќе биде површински коп за ископ на рудата, а целокупната руда ќе се пренесува со транспортна трака, како што кажавте, и преработува во постоечката флотација во Бучим, која ги има целата инфраструктура и се уште е во добра кондиција. Тоа е основниот концепт. На овој начин ќе се овозможи и да се извади рудата од Боров дол, но и да се продолжи векот на работа на Бучим, затоа што без руда флотацијата не би имала што да работи и сигурно би настанале многу тажни моменти за Бучим уопште, кој до година, патем речено, ќе слави 40 години од отварањето, од почетокот на производство на Бучим. Така. Рековме, овие денови ќе има јавна расправа во трите општини, еве што ќе биде изложено на граѓаните и зашто ќе биде оваа јавна расправа? Согласно законот за минерални сировини и согласно законите за животна средина, ние сме обврзани да овозможиме јавна расправа на повеќе документи, јавна расправа во смисла да може луѓето да видат за што се работи, да си го кажат својот збор и своите приметби и ако е потребно, ако има такви приметби, треба да се измени, да се дотерат тие документи со цел да бидат прифатливи и за луѓето, но и да бидат изработени согласно законите во Република Македонија, кои, патем речено, се многу строги и особено кога зборуваме за животната средина, нашите закони во Македонија се на ниво на европските закони и тука никој не треба да се сомнева, само треба да се потрудиме тие закони да се испоштуваат.
одредени се, значи тие јавни расправи ги водат Министерството за животна средина е задолжено за студијата за влијание на проектот врз животната средина, а стратешката оцена и државната урбанистичка планска документација се во задолжение на Министерството за транспорт и врски и тоа со наша помош ги организира тие расправи. Бидејќи се работи за 3 општини, се работи за 3 документи, ние усогласувавме и усогласиме со двете министерства и утре во четврток е јавната расправа во општина Конче, која е доминантен собственик на концесискиот простор, во петок е јавната расправа во Штип, а во понеделник во Радовиш. Јас во ова прилика би упатил апел до сите луѓе кои се заинтересирани да слушнат за што се работи, што ќе се работи во тој рудник, како ќе се работи, како ќе биде обезбедена животната средина, да повелат на овие јавни расправи со цел да чујат во живот, тука ќе бидат носителите на проектите, проектот за студијата за влијание на животната средина, стратешката оценка и државната урбанистичка планска документација, да може изворно да ги чујат овие документи, да поставуваат прашање и да ние и по законот сме обврзани за 10 дена да треба да се добијат тие забелешки и мислења и да се усогласат во текстовите на овие документи. Се работи за многу одговорна задача, се работи за многу одговорни моменти и ние би сакале да не се повторува историјата во Македонија, дека многу луѓе во нашава република сметат дека немало доволно транспарентност, немало јавност во работењето. Напротив, ние сакаме да има потполна јавност, затоа што само и онака е тешка работата за отварање на еден рудник од една страна. Од друга страна, ако населението и околината е против, тогаш не треба ни да се почнува со таква задача, затоа што работата на рудник, работата во рудниците е и онака доволно тешка и сложена и принципиално е многу скапа. Јас да пак би спомнал повеќе пати, на повеќе места го имам речено тоа, дека ако ја погледаме статистиката во Република Македонија, ќе видиме дека во последните 40 години не е отворен ниту еден рудник за металични сировини. Последниот рудник е во Крива Паланка, во Тораница, Бучим е исто така. Во тоа време се отвориле рудниците и 40 години навамо нема нови рудници. Тоа зборува дека не е така лесно да се отвори рудник и треба да имаат разбирање и луѓето, но и финансиерите кои го финансираат ова. Но еве, вие сте целосно потполно транспарентни, значи се ќе биде изложено на граѓаните да видат и доколку имат забелешки, како што рековте, тоа може да го сторат овие денови. Ја познавате целата постапка, во тексте со се околу Боров дол, еве, какви се вашите очекувања? Ќе добие ли дозвола за експлоатација? Јас очекувам дека ќе добиеме дозвола за експлоатација, особено што во сите документи, во сите проекти, ние се трудиме да отвориме и ќе отвориме еден современ рудник за ископ на бакарна руда, чија преработка ќе се врши во постоечкиот капацитет на Бучим. Ако се погледат проектите и документите, ќе се види дека се работи за еден современ пристап во сета изработка на документацијата, а после и во реализацијата, затоа што јас сакам да нагласам најголеми ризици, најголем ризик во сето тоа има инвеститорот. Ако ние како Македонија имаме доволно остручени, а имаме министерства, инспекцијски органи и така натаму, тие ако си ја вршат својата работа, инвеститорот мора да ги прифати сите начела и од договорите, и од добиената дозвола за експлоатација, но и во текот на експлоатацијата да се придржува кон најсовремените и оддржливи мерки за влијание врз животната средина, бидејќи животната средина е едно од прашањата за кои многу
често дискутираме во последно време. Така. Доколку се добие еве дозволата, очекувате да се добие, за колку време може да се очекува дека и ќе проработи рудникот? Ние веќе сме во закаснување, нешто и од наша вина, изработката на документацијата, и очекуваме за 1 месец да ги предадеме сите документи за барање за дозволата за експлоатација. Што порано ја добиеме дозволата за експлоатација, тоа порано ќе почне со ископ прво на јаловина, затоа што ние треба да дојдеме до рудата, нас ни треба 1 година минимум работа на ископ на јаловина, на уредување на рудникот, за да може да почне да ја дава рудата. Рудата треба да почне да се движи за Бучим почетокот, самиот почеток на 2020 година. Ако не биде тоа така, ќе има закаснување, ќе има прекид на работа на рудникот Бучим, што ќе има своји негативни последици. Знаете, еден колектив која ќе се растури кадарот, која ќе отидат луѓето, многу потешко се собира, и нас главниот страф ни е од тоа да нема прекид во работењето на Бучим. Во Бучим работат редовно работени околу 650 луѓе, индиректно со обезбедувањето исхрана сме 700 луѓе. Јас сакам да кажам, ја гледам и не дај Боже да дојде таа трагична слика, да луѓето некој, макар и некој период да не бидат на работа, сите луѓе имаат обврски, платата ја трошат за одржување на животот на своето семејство, сите имаат кредити или поголем дел имаат кредити, и секој прекид на работа на Бучим ќе значи многу лошо за вработените. И ние за тоа се залагаме, очекуваме дека и од надлежните органи во државата ќе имаме разбирање. За сега имаме разбирање од сите министерства и од владата, имаме подршка, без разлика на негативните импулси, негативното влијание во Македонија по прашање на рудниците. Така. Но Боров дол е сосема друга приказна, значи овде не се гради нов рудник, како што рековме, ова е значи само рудно тело кое рудата ќе се работи во рудникот Бучим, а спомнавте веќе рудникот Бучим 40 години обстојува на овие простори, така да се надеваме дека нема да има проблеми. Боров дол ќе повлече ли и нови вработувања? Апсолутно, затоа и се отвара рудникот, но да нагласам пак ова, добро го спомнавте вие. Значи, во Боров дол ќе се врши ископ на руда и јаловина. Јаловината ќе се одлага на во самиот концесијски простор по модерно уредено коповско одлагалиште, во кое ќе го прати веднаш, значи етапно ќе го прати рекултивација. Тоа што е одложена јаловината ќе има навреме рекултивација со цел да има што помало влијание врз животната средина. Рудата ќе се дроби и се носи во Бучим на преработка. Тој новиот коп, да кажеме, тоа нема да биде рудник, ќе вработува околу 150 до 200 луѓе, и најголем дел од тие луѓе ќе бидат нови. Ние разговараме со соседите, со луѓето од Конче, со Радовиш, па и со Штип, сигурно дека заинтересираните луѓе од тие региони ќе имат предност при вработувањето. Ние во еден разговор во Конче навестивме дека луѓето веќе треба да се готват, да се потрудат навреме да добијат потребни квалификации за рударството, што се дали се тоа ракувачи со рударски машини, возачи на дампери, ќе се работи и тамо за техника која во македонски услови е огромна. Ние како Бучим за Македонија во македонски услови сме рудник со огромни машини, не сме во светски размери кај што има многу поголеми машини, но за сето тоа треба веќе образован, обучен персонал, и ние би помогнале и на особено Конче, кај кое треба да почувствува, бидејќи 2/3 од територијата се наоѓа на нивната општина, би сакале да го почувствуваат тој благодат, да видат и они што значи работа
само со земјоделие и што значи работа кога има и еден индустријски објект, кога има рудник и се овозможува да и земјоделието се развива, бидејќи е едно со друго сосема спојиво. Главната содржина на рудата, рековте дека е бакарот, има ли злато и сребро? Да, рудникот Боров дол е соодветен на рудникот Бучим. Ние година, значи содржината на бакар се движи околу 0,24% и содржината на злато околу 0,2 до 0,24 грама на тон. Сребро има нешто помалку и оно поретко се јавува како комерцијален производ. Меѓутоа, колку значи самото злато, јас сакам да спомнам дека можда на вашата телевизија и сум му кажал тоа, ние минатата година како Бучим произведовме 972 килограма злато и таа количина на злато во многу ни ја помогна целокупната економија и тоа е, златото е причината што така успешно ја завршивме 2017 година. Очекуваме и 2018 да биде така, но и очекуваме во Боров дол да содржините на златот бидат такви и подобри, бидејќи детално ништо не е до крај истражено, тамо има изненадувања и позитивни, но има и негативни. Тоа е сепак не може секоја точка да се испита, тогаш кога ќе има експлоатација, тогаш ќе се видат содржините, но јас сум оптимист, очекувам дека барем ваква содржина на бакар и злато ќе имаме, што ќе овозможи преди се да се врати инвестицијата. Сакам да спомнам дека во Боров дол висината на инвестиционото вложување ќе биде околу 50 милиона евра. Тоа во рударство може би не се многу пари, ама за секој инвеститор тоа се многу пари. Тие пари треба да се вложат и нормално инвеститорот очекува да си ги врати тие пари. Со добра организација и пак да нагласам со навремено почнување со работа на Боров дол ќе се овозможи да нема прекид на работа на рудникот Бучим. Јас тоа воопште не би го препорачал, значи треба да ги примениме сите мерки, да имаме помош и од општините и од државата, што поскора инвеститорот да му дадеме можност да може да инвестира и на тој начин да се направи континуитет на работа на Бучим. Прекидот ќе биде многу негативен. Така. На Боров дол му претходеа и археолошки истражувања, завршија ли тие и колку рудникот Бучим издвои средства за да се реализира? Да, за среќа или на жалост на целокупниот концесијски простор во Боров дол има археолошки остатоци и ние моравме согласно македонските закони да инвестираме за археолошките истражувања. До сега сме издвоили околу 350.000 долари, 350.000 евра. Сумата е и мала и голема, меѓутоа за Министерството за култура, односно за музеот во Штип кој е надлежен пред Министерството за култура за ова територија, тоа се значителни средства и ние со задоволство тоа го направиме. Археолошките истражувања на локалитетот кај што ќе биде рудникот се завршени, на патот кој ќе биде пристапен пат до концесијскиот простор се завршени, сега се во фаза на завршување археолошките истражувања на трасата кај што ќе минува транспортната трака. Така да од тој аспект нема да имаме проблеми, бидејќи и концесијскиот простор и трасата за патот, очекуваме и трасата за транспортната трака ќе бидат ослободени и тамо е интересно, вашата телевизија има забележено, тамо се направи, нема некои големи откритија, големи наоѓалишта, но барем Министерството за култура си има завршено една задача да еден дел од Македонија е истражен со помош на тоа што ќе се отвара рудник. Веројатно тие наоѓалишта никогаш не би били истражени во други прилики. Но, знаете, треба да се поклопат нештата. Јас во оваа прилика сакам да кажам дека ние во проектот стои ќе има нов
пристапен пат кој ќе води од регионалниот пат Радовиш-Штип, негде кај Дамјан, рудникот Дамјан, асфалтен пат кој ќе доаѓа до концесискиот простор. Тој асфалтен пат ќе биде во надлежност на општина Радовиш, во собственост на општина Радовиш. На тој начин ќе се овозможи да луѓето, оние што сакат евентуално да се занимаваат со земјоделие, да им бидат подостапни нивните парцели, нивните ниви, полесно да можат да дојдат до нив и можеби паралелно ќе има развој и тамо. Тамо може да се развива и сточарството, може и овоштарство, земјоделие, нешто. Иако се тоа многу пасивни предели по тој пристапен пат, вклучувајќи го и концесискиот простор, но тие што сакат ќе може да се занимават нешто да си го надополнат, да си ја надополнуваат својата екзистенција. Така, токму и на последната седница на Совет беше и прифатена оваа предлог одлука за изградба на тој пат. Да, и ние сме благодарни, имаме разбирање со локалните самоуправи и во Радовиш, и во Конче, и во Штип. Очекувам дека со заеднички сили ние ќе ја добиеме дозволата за експлоатација. Тоа е првиот чекор, но вториот чекор е треба да направиме, да ја донаправиме финансиската конструкција, која ќе се состои од сопствени вложувања на Бучим преди се и на нашиот сопственик и кредити за кои имаме расположение да ги добиеме. Бучим за овие ние веќе работиме 14 година, го заслужи тоа, бидејќи сите овие 13-14 години Бучим работи како еден стабилен колектив. Ние ја пратите во јавноста, нема негативни мислења за Бучим, бидејќи сите обврски, особено обврските према државата, према работниците, према нашите деловни партнери, најредовно си ги измируваме и тоа прави некоја позитивна, да имаме некоја позитивна оценка и за рудникот, но и за нас менаџерите кои го водиме овој рудник. Така, вие секогаш сте отворени и транспарентни спрема јавноста. Можеме да кажеме дека и рудникот Бучим доста солидно го има решено и прашањето околу загадувањето, што е проблем на некои општини околу отварањето на рудници. Еве во рудникот Бучим мораме да признаеме дека има доста вложувано во заштита на животната средина. Ние имаме и вложувано, и сега вложуваме, и ќе вложуваме во животната средина, затоа што ние и како менаџери сметаме дека тоа ни е и наша обврска. Не може еден рудник да работи успешно, да има добри профити, а да не вложува во животната средина. И ние се трудиме за тоа и можеме слободно да кажеме дека има резултати. Јас ќе повторам нешто, се приближува пролет, ја повикувам Кобра телевизија да го сними нашето хидројаловиште која ќе се раззеленат дрвцата, која ќе се види дека тоа е површина и има документи и документација имате и вие од порано, имате документи од Пилјав Тепе кога тамо течеше зелено плава вода, кога и камењата беа обоени, сега тамо тече бистра вода и јас ве молам и вас како Кобра телевизија, но сите истражни новинари да се служат со факти. И знаете, и за инвеститорите е добро и позитивно ако фактите се признаваат. Знаете, ако само нешто се критикува, а инвеститорот вложува, веројатно и тенденцијата, можеби и желбата за вложување се смалува. Тука треба заеднички сили, јас особено би ценел истражни новинари кои дојдат да снимат, но да снимат факти, не. Знаете, ние имаме случаеви во Тополница, во селото Тополница, доаѓаат новинари кои сака да направат одредена публикација на својата куќа. Значи, има човек, тамо се пушта вода, вели, погледайте, немаме вода. Немањето на вода во Тополница не е врзано со Бучим. Бучим, и во ова прилика да кажам, Бучим издвојува дневно 80 до 100 метри кубни вода за Тополница. Нешто помалку за селото Бучим.
Значи ние доброволно тоа го правиме без никаков надомест и може би редно. И редно е да некој тоа го примети и да каже кога не би бил Бучев и кога не би било тоа однесување би било поинако. Ова го нагласувам бидејќи исти таков однос ќе имаме и во Боровдол. Знаете, тамо ќе биде огромна механизација присутна, луѓето секојаш има потреба или дошла вода или нешто да се пат некој да се поправи, направи, ние ќе излегуваме во пресед затоа што ние сме се декларирале како општествено одговорна фирма и мислам дека за овие 13 години тоа го потврдуваме со факти. Таа придобивка треба да очекуваат и луѓето од Конче, кај што е претежно на нивна територија ќе биде самиот рудник. Тамо ќе има движење, јас очекувам да заживеат и продавничките во селата, да ќе има проток на луѓе, ќе има заинтересирани, ќе има движење. Сето тоа раздвижување јас лично го гледам како позитивно и мислам дека на овој со отварањето на рудникот Боровдол за целокупниот овој регион ќе допринесеме за подобрување преди се на стандардот на вработените, а не да се очекува дека само ќе има негативни влијанија од рудникот и така натаму, што во Македонија е многу пренагласено. Да спомнам, има норми и сите кои отварат рудници се должни да ги почитуваат нормите за кои подпишуваат и обврска со концедентот. Владата е концедент и тоа се должни да го почитуваат и тогаш мерките се наоѓаат на страна на концедентот, концесионерот мора да ги исполнува тие обврски. И луѓето да немат страф, ова го нагласувам, но ги повикувам да го поддржат, да ја поддржат ова наша акција, се со цел да побрзо дојдеме до потребните документи и дозволата за експлоатација. Така. Јас се надевам дека еве граѓаните што ги бидат присутни на вашите јавни расправи, дека со сето ова ќе бидат и подетално запознаени. Ние имаме таква задача, јас да ви кажам, ние извршиме пред разговори некои, условно да ги кажам така, се собравме луѓе и во Радовиш, и во Конче, и во Штип. Јас сум многу позитивно изненаден од реакцијата, особено на луѓето во Конче, кои се углавном земјоделци, производители, но со колкава зрелост они гледат на сето ово и какви суштински примедби има. Ние би сакале да ние и следните менаџери кои ќе бидат таму да имаме само добри релации, добри односи од тие луѓе ќе бидат нашите први комшии, како што се први комшии луѓето, жителите од Тополница и од Бучи. Како луѓе ќе се залагаме за тоа, но и праксата ќе покаже и дај Боже во некој од следните емисии на Кобра телевизија да зборуваме и за конкретни почетни резултати од Боровдол. Во следната емисија веќе да биде добиена дозволата. Да, еве, следна емисија да зборуваме дека сме ја добиле дозволата и како ќе пристапиме ние кон. И воопште не е лесна задачата да се обезбедат финансиските средства. Кажавме, 50 милиона евра се многу пари, а при ова да нагласам, знаете, ние малку рударскиот сектор го девалвиравме во Македонија и странските инвеститори имат одреден страф, одредена резерва како да пристапат кон инвестирањето. Ние треба и медиумите особено да ги охрабриме инвеститорите од страна, да видиме дека ние прифаќаме, ние бараме како Република Македонија, бараме да се запазат сите услови врзани со животната средина, со односот кон луѓето, плати, храна, облекување на луѓето, но и дека Македонија е пожелна, да кажам, дестинација за инвестирање. Медиумите сигурно многу може да помогнат во тоа. Така, само да не дојде до некои шпекулации, да спомнеме, еве, дали ќе има некои загадувања Боровдол на почвата и водата? Знаете, кога зборуваме загадување, воопште не може да се каже дека рудникот нема да има никакво влијание. Но рудникот ќе има влијание согласно дозволените граници. Почвата нема да има загадување,
бидејќи тамо нема никакви третмани. Тоа е планинско место. Тоа е планинско место и така. Водата, ние за водата ќе се испушта, значи тамо е предвидене. До проектите ќе се направат после добивањето на дозволата за експлоатација. Ќе има пречистителни станици, современи пречистителни станици кои, значи сите води ќе поминуваат низ пречистителната станица кои се од самиот коп и ќе се испуштат води во квалитет на трета категорија води кои практично се една од одржливите. Тополница, Лакавица, као што е Лакавица категорија трета категорија на води. Ние тамо ќе направиме, ќе биде нешто и подобро. А подобро ќе биде бидејќи сега тоа е планинско место, водите има стихиски поплави и така натаму. Тие кои ќе дојдат стихиските поплави доаѓаат како доаѓаат, водите течат кај што течат, ние бидејќи ќе мораме да се заштитиме, да го заштитиме концесискиот простор, односно копот и јаловиштето, ќе имаме ископано канали околу овие, значи и околу површинскиот коп и околу одлагалиштето за коповска јаловина, преку кои ќе се собираат површинските води од дождови и така натаму, атмосферските води, и тие ќе си одат, но ќе бидат канализирани, спроведени, помалку ќе прават изненадување. Многу помалку ќе прават изненадување во споредба со вака кога стихиско одат тамо кај што си одат. И предизвикуваат поплави. И предизвикуваат поплави. Ние веќе во последните години видовме чуда, значи ние за да заштитиме, да го заштитиме и рудникот само, и рудничката опрема, ние мора да се оградиме од тие поплавни води, поројни води, површински води, како да ги кажеме. Што значи ќе има некој ред? Ќе има ред, да, и поредок. Така. Господине Николов, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата на телевизија Кобра. Се надевам дека еве на граѓаните им појаснивме малку повеќе, да им биде јасно, и ги повикавме да присуствуваат на овие јавни расправи за Боровдол. Поканата уште еднаш ја повторувам, ги повикувам и луѓето, заинтересираните луѓе и од Радовиш, и од Конче, и од Штип, масовно да дојдат на јавната расправа, да конструктивно, суштински дадат приметби, ако имат приметби, ние тоа ќе го поправиме, но и тие што сметат да го поддржат проектот, затоа што така полесно ќе ја добиеме и дозволата за експлоатација. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успех понатаму во работата. И јас ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со програмата на телевизија Кобра. Пријатна вечер.